Многу слабо ве слушаме. Да проверите со звукот и да ја уклучите камерата ако може. Добро, сега ве гледаме. Само уште да се слушнеме. Добро утро. Добро утро. Се надеваме дека сте добро. Да, добри сме. Вие како сте? Добро. Подготвени за денешниот заеднички час, така? Да. Добро. Доколку се сложувате, би сакале да го започнеме часот со тоа што ќе го представиме авторот, кој што го одбравме ние денеска. Тој е автор на детски песнички и раскази. Да погледнеме заедно едно многу кратко видео во кое што ќе дознаеме нешто повеќе за овој автор, а потоа да ги проследиме и она што го подготвиле нашите ученици, односно вашата драматизација и песнички, а исто така и нашите. Дали се сложувате? Да. Во ред, сега ќе го споделиме видеото, кратко видео во кое што ќе ви покажеме нешто повеќе за овој автор. Само ако сакате да им преведам на децава, што ќе си слушат они. Мола? Колешке, само на кратко да им преведеме и на албански, оти некои разбират нешто, некои не. Добро, ова е многу бавно, така што можете паралелно да им преведувате. Важе. Ајде. Сега. Видите школа стиете, јас се става, а прегати нивата ни пиес драматизацију, потата на тој пат албови чекаш кадра, а да на другој биографии да би албови. Шкритари чекаш а чекаш флуатера, за да се дода напред за тоа. За да се биографија е албови. Може да слушаме. Најпознатите дела од неговото бројно книжевно творештво се наслови од збирки поезија и раскази, како Модерната Меца, Слоното одина игранка, Загубеното мече, Пелавото зајаче, Страчка каша варела, Трчај скокат детенце, Ајде да се насмееме, Времето на војната, Каде расте смејата, Волното жабче, Слончево авионче, Земјата на лажговците, Гатанки и прашанки. Тоа беше видеото. Сега би ги поканила учениците да започнат со драматизацијата која што ја подготвивме, која што се вели Весела дружина. Ајде да Tash kanë me prezentu fëmija, e kanë një dramatizim. Sikur jo që e kanë përgatiten, gjuhën maqedone, do ta prezentojnë ai këshirëm ata, pastaj na ndëgjojnë ata neve. По една густа шумичка, панедървена кубичка. Се живееше сръгна и весело, мечката, ежът, желката и върбеничката. Знаете, деца, јас сум мала деца, јадам преше земју како карамели, цело грнемет како што е рече. Јас сум мешко, весел сум таранешко, девал сум кod топче, што ме пикне некој, ке се клопче, весла боци, но сам радостна се делоси. Јас сум тетка Желка, имам оклоп здрав, не се плашам деца, дури ни од злата. Кукичката моја на грб си ја носам и никаде не одам на зголена боса. Перперичка јас сум једика знатка, нервузната ушимата јас моко брак, од гранка на гранка, весела се скокам, десни теореме се взима с обирам. Любачња мили, време е за ручек, подринки и сливи ви направи пита, вкусна и врела да јадеме сите. Со питата ајде и киса млеко, ај 4 ложички, ај 4 панички, еве вака, еве вака. И бела салфетка на секого по една, јас сум Желката вредна. Јас после кизија, 4 ложички, 4 панички,
Ке видам го стрелате на кукичка ке ја слепам. Значење мој да јадеме сите како што е ред. Пицава е посладка од него. Некој го да праша, кој чука на нашата врата? Јас сум кумалиста, многу сум ви близка од твоите мери, зашто немам себе. Денја сум и гладна, а питал сум страна. Живи во вагонца, ке ти дам квота, шоканите жички потрипела тешки. Кумали су близка си и просто три саботки носам една да те моцна ке ти биде добри. Великаш и глава, ти си напас крава. Ти си лоша древка со тако се мресеш. Прица ти се јаде, во где не треба, кој ќе да ти даде? Тебе кумалиски, никој не те сака, лоша си стрема, прегото тебе секој мамака. Кој ќе и пред јакато друг крај, време на катиш и ке те грева. Опети да се превиде гром, зашто не ме пустите во вашиот дом? Кај да одам, гладна, изменена стана. Туке после што ќе одноша, нашата весела дружина и понатаму се живееше среќно и весело во густата зелена шумичка и секој ден кукичката е полна со песни и веселби. И благодариме на веселата дружина. Сега го покануваме ученикот Лука, да ја покануваме ученичката Ема, да ни ја каже песничката за модерните баби. Модерните баби, дојде чудно време, дека вели тате, денеска и бабите вежбаат карате. Вечерва еден немирко 7 метри летна, кога една бабичка карате му следата. Неќа двете бабите да плетат, смијат, муџиња да чуват, чини и да мијат. Не ме чуди ништо, времето е блиско, кога многу бабички ќе шизат во тиско. Море, чујте, дечиња, песнава шега, не може од староста нигде да се бега. Бабичка е бабичка, котки плете шие, да за муцење топла љубов крие. Благодариме. Сега го покануваме ученикот Лука да ни ја каже песничката за свадбата на жабата. Свадбата на жабата. Крај една плитка нечиста бара, преко од радост жабата става. Жабокот сегде покани прати, дури од Лондон музика пати. Богата свадба за синот прави, 3 дена ќе се пие и слави. Муви на скара комар чипсос, пати тесто од болва нос. Блика од радост жабокот стар, дрго ке стане жабички цар. Еј, штркот шарен ми стана сват, тој ке не сака како роден брат. Што штркот шарен бара сакна, жабокот стар веднаш го лапна. Благодариме, Лука. Сега покануваме Михаела да ни ја каже песничката Слончево авионче. Мизо плаците едно слонче на авион лета. Пилотот стана за да може сето да го шета. Патниците тој ги носи на различни страни, место пари и му даваат курви и банани. Како ли е ова чудо, слон во авион, а пилотот тежи само 1 тон. Ова слонче пилот, баш умна глава, тој на сите деца банани им дава. Ајде, мило слонче, слетај на гости кај нас. Прошетај ме низ целиот свет за час. Благодариме, Михаела. Сега го покануваме уште Лука да ни ја каже песничката за Мечето во шумата. Мамо да му трча, со шумските животни сака да се дружи. Сите мечја, најсрекни во свет. Пронајдаш. Ајде да го побогнеме на Лука.
Со шумските животни сака да се дружи и секој мече најсретно е в свет кога ќе си најде во гората мед. Благодарам, Лука. Тоа е она што го Браво. подготвиме денеска. Ги поканувам учениците да застанат тука. Ви благодарам на вниманието. И сега со нетрпение очекуваме да слушнеме и видиме се што имате подготвено вие за нас. Благодариме. Ајде, браво. Ајде сега, многу убаво беше од ваша страна. Прекрасна програма спремена. Сега ќе почнеме ние со нашите точки. Ајде, шта ќе ме преградите прсо? Шта е биме? Еве ние, ајде да шопем. Върдет шома. Люме еве. Ајде. Што им се црвната од лифуроши? Ајде да шопем таничката од дрери. Шопем таничката од ујку. Арио. Арија. Ако тоа,
Пази, бидејќи ние се представивме со нашите точки, би било во ред да се презентираме и децата меѓу себе да се запознаат. Први јас ќе се презентира, јас сум наставничката Ренција, водам ученици од 4-то одделение. Сега изразувам желба сите да се представуваат, први ќе се представат нашите ученици, после би сакала и вашите ученици да се представат, да се запознаат и да ни продолжи дружењето и понатаму. Ајде, која си? Кетон, Јара, као не? Јас сум ја. Јас сум Хар. Јас сум Кадри. Јас сум Десан. Јас сум Цимет. Јас сум Елис. Јас сум Нина. Јас сум Фјорит. Јас сум Алмит. Јас сум Цимет. Јас сум Адам. Јас сум Ана. Како имаме и наставник? Јас сум тичер. Hello. Очекуваме и вашите ученици да ни се Прво би сакале да ви дадеме еден голем аплауз. Аплаузи во кантите не дошол Мија. За прекрасната представа. Гледаме дека и во вашата представа беа застапени некои шумски животни, предпоставуваме, така? И сте вложиле многу напор да изработите прекрасни костими и круните кои што ги имате на глава, на вистина се интересни. Се надевам дека подоцна накратко ќе ни напишете за што се работеше во представата, за да можеме уште побаво да ја разбереме. Инаку јас сум исто така teacher на учениците од 4-то одделение од подрачното училиште во Мршевци и сега секој ученик ќе си го каже своето име. Почнуваме од тука. Јас се викам Ева. Јас се викам Емилија. Јас се викам Тера. Јас се викам Леонтина. Јас се викам Ицидора. Јас се викам Лука. Јас се викам Михаило. Јас се викам Максим. Јас се викам Меланија. Јас се викам Мило ние што се запознавме. Се надевам дека и вашите ученици сакаат многу да читаат интересни приказни и песнички, исто како и нашите ученици. Исто и тие сакат. Сакат ли да учествуват во учење, да се дружат? Јас би сакал на кратко, пошто не успеавме да ви преведуваме на македонски, значи драматизацијава беше за другарството, за грижа над животните, како сите сме исти во овој свет, како сите имаме наши права, како сите сакаме да се дружиме, да учиме и наше право е тоа. Но, поедно, како треба да се грижиме и за животните, кај ги представивме тука некои животни, нели ги видовте? Да. Но ја текстот ќе ви го пратам покасно, за да може наставничката пак да ви ја прочита по-детално. Но во глобала беше да се текстот... Кој е авторот на овој текст? Абдил, Ислами се презива, Абдил Венам Ислами, автор на драматизацијата, познат автор од Тетово, што напишал голем број на книги, лективи за деца и одбравме ова што ми беше најприватена. Мислам дека успеавме за некаде. Да. Многу интересно, ви благодарам многу за соработката. Се надевам дека и вие уживавте исто како што уживавме и ние. Се потрудивме да подготвиме нешто што ќе биде интересно за дечињата, а сепак нешто што им е блиско и се надеваме на слична соработка и во иднина. Исто така и ние се надеваме дека беше многу убаво, задоволни сме од ваша страна и мислам дека нашата дружба, нашето дружење ќе продолжи и понатака. Нашите соработници ќе бидат исто така понатака и да бидеме едни за сите. Па да се дружиме и во лайв и преку камери вака онлайн, децава да се запознаат и така. Ќе имаме сега уште сигурно ќе имаме уште повеќе вакви добри теми со малини. Да, се разбира, ќе ви биде задоволство. Ако сте при крај, ја би сакал, ти не можеш се? Да, ја би сакал, пошто знам дека и вашите деца ја знаат сигурно песнава Head, Shoulder, Knees and Toes, така како ритмичка атмосфера да ја затвориме, ако немате уште нешто да додадете. Може да испееме песничката и со тоа да завршиме денешната дружба, се разбира.
Благодариме, само да ја пуштам, не знам дали се слуша кај вас. Shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Ајде повторно. Чекайте да видиме како ни. Knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, Благодариме многу. До гледање, до следно видување. Кажете нешто така. Благодариме уште еднаш, поздрав. Поздрав. До гледање.